Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, која што е најбројна во Собранието на Република Македонија, ќе гласа против оваа постапка, заради тоа што цениме дека председателот Иванов со своите одлуки го нема прекршен Уставот на Република Македонија, без разлика дали нас ни се допаѓа или не ни се допаѓа неговата одлука, нас или на било која друга пратеничка група. Ние и кажавме дека ВМРО-ДПМН не се согласува со одлуката за аболиција. Сепак, како Собрание на Република Македонија имаме одговорност да одлучуваме врз база на Уставот на Република Македонија. Уставот на државата му дава право на председателот да носи и такви одлуки. Иако информиравме дека бевме и сме против таа аболиција, веруваме дека председателот Иванов имал причини кои што ние можеме или не можеме, или треба или не треба да ги знаеме, врз база на кои што ги донесол своите одлуки. Впрочем, и гласањето за измените на Законот за помилување, со кои што се даде можност за повлекување по лично барање или повидување на председателот, се и одговор на тоа дека ние бевме против одлуките донесени. Но ќе повторам, Уставот на Република Македонија не е прекршен. Ова посебно заради тоа што зад председателот Иванов на последните избори застанаа 550.000 граѓани на Република Македонија, која што бројка прво не е за занемарување воопшто, како легитимитет и легалитет. И второ, тоа е најголемата бројка која што било кој председател на државата во овие 25 години ја добил како поддршка за негов избор. Да не додавам дека и поддршката која што председателот Иванов ја добива на сите јавни истражувања на јавното мислење е во континуиран пораст. Бараме од иницијаторите на оваа иницијатива да ја повлечат иницијативата. Прво, заради тоа што нема уставна подлога за изгласување. Второ, заради тоа што после нашето произнесување е сосема јасно дека оваа иницијатива нема да помине во Собранието на Република Македонија. Мислам дека тоа им е јасно и на иницијаторите и го споделија со јавноста. Наместо да се занимаваме 2-3 недели со дискусии кои што ќе бидат сведени на ширење на политичка омраза, нетрпеливост, агресивност, неконструктивност во парламентот, ние бараме од колегите пратеници кои што се потпишени на оваа иницијатива да ја повлечат иницијативата и тие 2-3 недели да ги искористиме за многу поконструктивни дебати во Собранието. Најавите се дека оваа влада која што сега ја раководи државата ќе има широка и сериозна реформска агенда во насока на исполнување на приоритетите кои што ги има државата. Треба за тоа да дискутираме, треба да дискутираме за економијата, треба да дискутираме за последиците од политичката криза визави економијата, треба да видиме што можеме да подобриме, а е во директен интерес на граѓаните на Република Македонија, а не на политичките партии. Исто така, дозволете уште една работа да споделам. Цениме дека оваа постапка за утврдување одговорност на председателот Иванов е во исклучително погрешно време, заради тоа што ние живееме во некој привидна пауза на мигрантската криза. Во минатите 2 месеци, во кои што имаме привидно смирување на мигрантската криза, нашата граница 12.000 пати нелегално е помината, а токму институцијата председател беше институција која што се справуваше со мигрантската криза и тоа успешно го правеше. Дестабилизација на институцијата председател може да доведе до посериозни последици за Република Македонија. Тие се причините и постапките кои што ќе ги превземе пратеничката група на ВМРО-ДПМН во следните денови, додека траат дискусиите за утврдувањето на одговорност за председателот Иванов.